Тоа е проблемот. Тоа е целата суштина која што психологијата ја има во оваа филмска индустрија. Ама луѓето не се свесни дека во таа позадина седи и духовна позадина, односно поле на екзистирање, кое што владаат најчесто демонски сили. Сега, не знам колку кај вас воопшто имаат луѓето свесност дека од секогаш постоело доброто и злото и од секогаш постоеле ангелите и демоните. И луѓето треба да разберат дека кога ја восприемаат таа содржина, едукација, филм, сцена, драмска приказна, значи и во театарот исто, било што и да е, ако човекот, групата, индивидуата, сценариото, режисерот не се дел од таа чиста енергија, автоматски ние кога ги гледаме, нашата енергија, нашата душа и духот се движи кон тоа црно зло, односно енергија која што владае преку душите на тие луѓе кои што се дел од таа приказна. И затоа злото многу лесно владае денеска преку интернетот. Затоа што ние ќе скролнеме 2-3 поста, доволно е некој човек што е наклонет на злото да го видиме, значи визуелно да го гледаме. Тоа се значи и за профилите на социјалните мрежи. И ние буквално преку него, преку она што го зборува, дури не мора да го зборува, дури на мјут да е, значи со тоа што го гледаме, он зрачи енергија. И ние се наклонуваме на таа црна сила. И затоа, по долго време гледање на социјални мрежи, скролање, било што на интернет, кое што реално многу луѓе не се ни свесни од каде потекнува целата таа енергија, затоа лесно потпаѓаат. Затоа потоа не може ни да се свесни што прават во текот на денот, а најтажното е што не се ни свесни дека всушност потоа веќе кога ќе влезат во таа енергија, таа и ги води. Значи им ги води активностите, идеите, мотивациите, денот, да направат нешто, да отидат во мол, да си купат нешто, да отидат во кино, да си потрошат уште некоја паричка, Значи, таа енергија, преку која што ние влегуваме во тоа поле, потоа не води. Значи, не води, ни го води животот да правиме активности, да пуштаме филмови, да пуштаме уште една епизода, да пуштиме некој филм или да слушаме музика која што е од таа енергија. И гледате, човекот кој што не е свесен, и верувајте ми, луѓето се толку заслепени што дури овај да им го кажеш, ќе те направат будала, дури ова да им го преточиш, и многумина од луѓето што ги гледаат овие видеа не ги сметаат овие нешта за вистина, затоа што светот им пласира нормалност. Сето тоа да биде нормално. И затоа е многу тешко да се разбие таа свесност. Затоа луѓето од несвесно и тајки во тој живот многу страдаат. Многу негативни емоции, многу погрешни избори, многу погрешно ја користат енергијата и одат кон погрешна иднина. Кога ќе помине долг период, потоа ја бараат па каде е смислата на живењето, кога ќе видиме од позади што имаме ние позади себе во нашата животна историја, немаме апсолутно ништо вредно. Го немаме Духот Божји, ги немаме вистинските активности кои што сме требале да ги вложуваме во важни нешта, за кои што нас ќе не облагородат како личност. Времето ни поминало во огромен дел во празно гледање на серии, ни поминало во слушање на површни нешта кои што не воспитувале да одиме кон површен живот. И гледате, луѓето самите врз основа на неосвестеноста се водат кон погрешен начин на живот и доаѓаат до точка каде што потоа ја губат смислата, не знаат која е суштината, вистината на живењето. Затоа што од дома го немаат тоа добиено, самите натргнале тоа да го спознаат, примаат лоши, негативни вредности и информации од телевизијата, од филмот, значи не ја знаат суштината за животот, затоа што не допреле до
до тоа не истражиле да спознаат, не прочитале такви книги кои ќе ги доближат до вистината за животот и имаме погрешен начин на живот. И сето тоа носи последици на страдање, на меланхолија, на депресија, на анксиозност, на бесмисла, до степен на луѓе кои што посакуваат едноставно да го завршат овој живот затоа што нема смисла. И ќе нема смисла затоа што луѓето влегле во таа црна сила и ги влече кон бесмислено живење.